Сега ќе го нацртаме овој график, синус x врз 3 плюс 2π плюс 1. Правиме табела со карактеристичните точки за функцијата синус. Тоа се нулите, овие трите, максимум и минимум на функцијата. Го цртаме графикот y еднакво синус од x. Од 0 е 0, за π половина е 1, за π 0, минус 1 и 0. Овие се вредностите за функцијата синус x. Сега го одредуваме периодот t. Периодот t се одредува како 2π врз b. Овој број ни е b. Значи, оваа x третина може да се запише како 1/3 по x, па b ќе ни биде 1/3. Значи, оваа ќе ни биде b. Или x третина е исто запишено вака, 1/3. И ќе биде 2π врз 1/3 еднакво. Имаме двојна дробка, множиме 2 по 3, 6π. Значи, периодот е 6π. И сега оваа функција од 0 до 2π ќе ја нацртаме од 0 до 6π. Сите вредности ги множиме со реципрочната вредност на b. Значи, сите вредности, реципрочна вредност на 1/3 е 3. Сите овие ќе ги множиме со 3, по 3. Ако имавме график на функција y еднакво 2x плюс нешто, тогаш сите вредности ќе ги множиме со реципрочната вредност на b, тоа е 1/2. За 2 реципрочна вредност е 1/2, а за 1/3 множиме со 3. Значи, сите овие ќе ги помножиме со 3. 0 по 3 0. 3 по π половина е 3π половина. 3 по π е 3π. 3 по 3 9π врз 2 и 3 по 2π ќе биде 6π. Сега овде правиме друга редица. C ни е овој број. Значи, имаме функција bx плюс c. Слободниот тука член ни е c. Овде c ќе биде 2π и ја поместуваме функцијата за 2π помножено по овој број 3. По 3, значи ја поместуваме за 6π. Тоа е во случај кога b е некој број различен од 1. Ако е единица, ќе си ја поместите само за ова што ни е во заграда, само за 2π, ако беше x плюс 2π. А овде, бидејќи имаме некој број b, не е само x, туку имаме и нешто друго, со реципрочната вредност со 3. Значи, за 6π, сите 0, како ќе ги добиеме? 0 минус 6π ќе биде минус 6π. Овде ќе имаме број минус 6π. Потоа, 0 минус... не 0... π половина... Овој минус 6π. Минус 6π. Значи, поместуваме се за 6π. Π половина минус 6π на ЗС е 2. Имаме π минус 12π врз 2 минус 11π врз 2. Овде π ќе имаме π минус 6π ќе биде 5π. Не овие, грешка ги гледам. Со овие вредности требаше, само момент, овие се грешка. Првото е точно минус 6π.
ова е грешка. Бидејќи тука е 0 и тука е 0, сега овде имаме 3π половина минус 6π. 3π половина минус 6π, со овие вредности ги поместуваме. За 6π, ако е плюс, одиме на негативната страна, значи за минус поместуваме, ако беше тука минус, со спротивен знак поместуваме, тука ќе беше плюс. Сега имаме НЗС е 2, 3π минус 12π, 9π половина. Сега ова 3π минус 6π еднакво на минус 3π. Ова ни беше 9π половина. 9π половина минус 6π. Значи секогаш за овој број помножен со реципрочната вредност. Ако беше, реков, ако не е дробка, ако е цел број овде, например 2х, ке множевте со 1/2. Сите овие, овој број ќе го помноживме со 1/2 и ќе поместуваме за него. 9π минус 12π минус 3π половина. И 6π минус 6π, од сите одзимаме 6π, од сите овие одземеме минус 6π и ќе биде 0. Значи графикот ќе биде од минус 6π до 0 ќе го нацртаме. И сега де ни е овој број? 1, па сите вредности на y ќе ги зголемеме за 1. 0 плюс 1, 1. 1 плюс 1, 2. 0 плюс 1, 1. Минус 1 и 1, 0. 0 и 1, 1. Собираме ги плюс 1, додаваме на овие. Тука додаваме плюс 1. А тука во овој ред минус 6π. И да го нацртаме графикот на функцијата. Сега не ми е точно. Не ги мерам вредностите, но ако имаме вака 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6π ќе биде приближно 6 по 3 запирка 14, ќе биде 18 запирка 6, 7, така нешто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тука некаде ќе ни биде минус 6π. Тука ќе ни биде π, кај тројка, минус π. Тука ќе биде минус 2π, минус 3π, минус 4π, минус 5π. Ова е единично растојание тука и тука го поместуваме минус 1, 1 и 2. Главниот график се црта со овие точки, последните. И сега цртаме минус 6π и 1. Минус 6π и 1. Имаме овде точка. Потоа 9π врз 2. 9π колку ќе биде овие по половина? А не, π половина. 1, 2π. 3π, 4, 5, 6, 7, 8, 9π половина со 2. Овде некаде ќе биде. Потоа имаме минус 3. Минус 3π и 1. Еве, овде ќе имаме точка. Па минус
колку беше ова, минус 3 пи половина. Значи, овде е пи половина. Ајде, земам боја. Значи, по половина сега ќе ги пи половина, 2 пи половина, 3 пи половина, 4 пи половина, 5 пи половина, 6 пи половина, 7 пи, 8 пи, еве го 9 пи половина. Значи, меѓу секој пи, уште на половина го делиме, за да ги изброеме полесно. Може и на друг начин, вака ќе ги изброеме. И овде беше минус 3 пи половина. 1, 2, 3. Овде е минус 3 пи половина и 0. Да, тука е минимумот. Потоа имаме за нулата имаме 1. Еве го графикот на функцијата. Значи, претходната функција, без оваа поместување, ќе ни беше оваа со овие вредности. Еве. Без поместување ни е овие двете, минус 6 и 0, 9 пи половина и 1, тука, минус 3 пи, тука се со минус 3 и 0, еве овде, минус 3 пи половина беше оваа со минус 1, и 0 и 0 биде овде. Ова е помошната, ама не ни треба. Главната функција е црвената. Ако веќе треба да ги цртате и помошната, еве ја синусоидата поместена, и после тоа поместување нагоре ни е за D. И со тоа ни е нацртана. Плавото е комплетната функција. Црвеното е комплетната функција. Еве, ова е главната функција. Значи, поместени се сите тие од плавата за D1. Еве ги вредностите. Но не мора плавото да се црта, доволно е само овие. Тука тоа ќе биде графикот на функцијата. Овие двете, ако ги нацртате табели, тоа е црвената функција и е графикот на таа.